Се шири истрагата за пожарот во Кочани. 3 месеци по трагедијата со истата е опфатен и сопственикот на агенцијата која го обезбедувала кабарето Пулс во Кочани. Како што објавуваат повеќе медиуми, станува збор за Александар Нацев, член на ВМРО-ДПМН, кој е идентификуван како таен сопственик на агенцијата за обезбедување Рубикон. По судска наредба, извршени се претреси на 2 локации во Скопје и Пробишти, при што е одземена обемна документација и електронски уреди. Од обвинителството информираа дека осомничениот се сомничи за тешки дела против општата сигурност. Тој е приведен и за него ќе се бара притвор. Новиот осомничен во континуитет активно раководел со планот и начинот за давање на услуга обезбедување преку правно лице, заедно со осомничените кои биле ангажирани како обезбедување, спротивно на повеќе чинители од законот за приватно обезбедување, без каква било претходна безбедносна проценка и план за обезбедување, како и без проверка на условите за противпожарна заштита и опасност од пожари, без да извршат проверка по однос на сигурносните услови во кабарето од аспект на имот и лица, особено по опасност и можност за евакуација во текот на вечерта кога настанал пожарот. Не контролирале и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот за посетители во објектот, не спречиле внес и користење на експлозивни материи и пиротехнички средства од членовите на музичката група со кои бил предизвикан пожарот, поради што настанала смрт кај 62 лица, со тешки телесни повреди се здобиле 157 лица, а со телесни повреди се здобиле 54 лица. Новоосомничениот е родом од Пробишти, каде вчера биле извршени претреси со судска наредба. Нацев, кобниот 16 март на својот Facebook профил објавил статус во кој што негира било каква поврзаност со трагедијата. Сочувство до фамилиите на сите 59 трагично згаснати животи во Кочани, меѓу кои има и мои блиски лица. Сакам да нагласам дека информациите за мојата поврзаност со овој настан се дезинформација и шпекулација. Тоа се само обиди за блатантна политичка игра и добивање морбидни поени. Напиша Нацев на денот на трагедијата. А денешното апсење е доказ дека правдата важи за сите, се вели во партиското соопштение на ВМРО-ДПМН. Секој кој има било каква инволвираност со трагедијата во Кочани ќе излезе пред институциите без разлика дали е член на ВМРО-ДПМН, СДС или било која друга политичка партија. Истовремено ги повикуваме СДС да забрат со судот кој секој ден го прават и растураат пердови без воопшто да има докази за некој. Институциите во случајот Кочани работат посветено и одговорно. За прв пат во историјата на државата одговорност има за сите. Од СДСМ пак со реакција. Апсењето на Нацев е задоцнето. Со жртвено јагне ВМРО-ДПМН сака да ги спаси актуелните функционери. Дури Мицкоски најави и оставка ако се потврди дека некоја агенција за обезбедување била блиска до ВМРО-ДПМН и кога видоа дека не може да избегнат вистината и дека мора да се спасат, ВМРО-ДПМН сега го користат Нацев како жртвено јагне, надејувајќи се дека јавноста ќе заборави кој на вистина е одговорен. Апсењето на Нацев прво е задоцнато, второ не е никаков доказ за правда, туку добро позната матрица на ВМРО-ДПМН за да се спасат актуелните функционери од одговорноста за трагедијата во Кочани. Инаку со досегашната истрага беа опфатени вкупно 46 осомничени за тешки дела против општата сигурност. Истрагата ја водат 13 обвинители од обвинителствата во Кочани, Скопје, Штип и Куманово. Во пожарот во Кочани загинаа 62 лица, а околу 200 беа повредени.